Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе гледате интервју со Мирка Велиновска на тема какви ќе бидат политичките и безбедносните разврски во рамки на Република Македонија. Као и тип на интервју е секојаш клучно од каде да се почне, што викаат американци, да почнеме од почеток. 15 мај 2001 година, за мене клучен датум, се формира широка влада помеѓу ВМРО и СДСМ во векот на она војна 2001 година. Интересно, то македонските медиуми не го спомнуваат, за шеф на ДБК во таа широка влада е Зоран Верушевски избран. 5 месеци претходно Зоран Верушевски, клучен играч во првата голема афера со прислушкување, големото УВО, не е санкциониран као што вели Лупчо Ѓоргиевски поради политички причини, туку е награден и е ставен шеф на ДБК 5 месеци после таа афера со прислушкување. Да. Затоа јас тврдам дека потребно е да знаете што ви се десило во минатото, за да знаете да го разпознаете, да ја разпознаете сегашноста и да ја испланирате иднината. Фингерајката тогаш, во која бевме ние као новинари, вплетени, нели? И нас кога ја ги не прислушувале. Ние ја доживеавме како шок. Воопшто не сомневајки сме дека сме станале дел од играта. Два пати повторена. Значи, сега со временска дистанца ние гледаме, значи ние жртвите од прислушувањето или мега скандалот големото УВО, сега ги гледаме фактички сите чекори, односно ја гледаме целата кројка. Едни исти луѓе во два временски периоди 2001 и 2015 година учествуваат во двете големи афери со прислушкување во рамки на Република Македонија, и аферата Пуч и аферата Големото УВО кој се случи 2001 година. На чело на таа група се наоѓа господинот Зоран Верушевски, кој не само што не е затворски или политички санкциониран 2001 година, туку на 15 мај 2001 година станал шеф на ДБК во широката македонска влада и на таа функција го заменил господинот Горан Митевски. Еве што за тоа вели самиот Митевски. Господин Митевски, како може Верушевски два пати во рок од 14 или 15 години да спроведи две идентични операции? Не е тајна дека Верушевски работеше подолг временски период во управата за безбедност и контраразузнавање и дека бил на високи, дури неколку пати бил директор на самата управа и неговите контакти, односно луѓето од внатре, очигледно блискоста негова со нив му возможила, и тие луѓе биле се уште во истата управа на работа, тоа сето му возможува да дојде до тие информации без некој поголем проблем, односно самите тие луѓе работеле за него и му ги доставувале тие информации. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Тоа што е клучно, почитувани гледачи, е да знаете дека постојат два доминантни центри за прислушкување кога станува збор за американците. Едниот е во Скопје, во она зграда на големата амбасада на Америка
во рамки на Република Македонија и вториот центар е во Загреб, бидејќи преку Загреб всушност беа правени оние снимени телефонски разговори и транскрипти околу Слободан Милошевиќ и неговите разговори со неговиот син и неговата сопруга, кои подоцна беа објавувани во хрватските и во српските медиуми. Третиот центар за проследување на таа електронска комуникација во Сан Франциско, кој стана збор за британците, главниот центар за прислушкување е на островот Кипар. И како тој Верушевски да се повлечи, кој не само што не е санкциониран, туку е награден. По 2002 година повторно е ставен шеф на ДБК. Јас бев кај него во стан на негов повик да разговара со мене, да ми дал некакви материјали. Одгледав таму во присуство на жена му и помалото синче. Значи, одгледав избор што го направил он, во кој снимки, аудио, визуелни, комбинирани, каде што ми покажа со што располага и ми ги понуди да ги објавувам во Фокус. Не ми падна на памет, шокирана излегов од таму, не знаев ни кај се наоѓам, значи како да кажам, моментална амнезија добив. Значи тој човек не е инцидентен случај. И пишував за тоа. Тоа е систем. И сега повторно Зоран Верушевски. Имено, зошто да го менуваш кога кај нас Зашо не моделот... постои ни колективно, ни индивидуално паметење, нити институција која се занимава со анализирање на податоци или ги викаме геополитички, геостратешки институти. Како доаѓа до спојување помеѓу Зоран Заев и Зоран Верушевски? Во своите интервју на Телма телевизија некаде пред една година Зоран Заев вели дека тој воопшто не го познавал Зоран Верушевски се до почнување на аферата Пуч и дека всушност од редовите на СДСМ контактите со Зоран Верушевски ги имал само Бранко Царенковски. Дали Бранко Царенковски е човекот кој ги спојува Зоран Заев и Зоран Верушевски? Јас сум склон да верувам кога на таква стратегија, на такво сценарио, има два елементи кои ми дават за право да верувам во една таква стратегија и таква сценарио, односно дека тие материјали на Зоран Верушевски прво биле понудени на Бранко Царенковски, тој одбил да ги објави тие материјали и дека подоцна тие завршуваат кај Зоран Заев. Кои се тие два елементи? Прво, некаде 2010-2011 година, тогашниот американски амбасадор во Република Македонија господинот Филип Рикер инсистира кај тогашното раководство на СДСМ да објави аферата во врска со израелската опрема и израелското оружје. Црвенковски тоа не го прави. И вториот факт е дека уште некаде во текот на изборите 2011 година на штабот на СДСМ се расправа или се анализира можноста со помош на Чауш да бидат отворени тие афери во врска со личните карти и пасошите. Тогаш е направена проценка дека тоа би било штетно за СДСМ, меѓутоа 4 години подоцна СДСМ влегува во еден таков политички инженеринг. Порано дури и луѓето кои што се со поголема историја во раководството на СДСМ, како што е Радмила Шекеринска, немале контакти со него. Значи, контактирал Бранко, заради тоа што човекот не е активиста во СДСМ или е тука како член кој што е присутен и доаѓа и немало контакти, односно неколку пати поздравувања, на разминување и слично. Кој го штити тој човек да може да го прави тоа 15-20 години? Кога се врати од Италија, он беше ли процесуиран негде? Не. Институциите заборавиле на него. Беше вработен како професор, факултетски професор, да работи со деца, универзитетски. Да им предува безбедност. Замисли која запуштеност е таа. Разузнавачки на едно општество која нема имунитет да се заштити од потенцијални опасни вируси. Ете. И после ние се прашуваме зашто ова ни се случува. Имаме некаде 15 месеци пред аферата Пуч и прислушкување, афера Шпион, која е клучна афера, која е голема афера. И по мене. Се спомнува две држави, Грција и Унгарија. Сега гледаме зашто е Унгарија вклучена во целата оваа работа. Два, евентуално 3 центри од кај се прави тоа. Еден центар во Загреб, кој што е клучен за дослушување овде во рамки на Република Македонија, еден центар во Италија и има центар во Скопје. Прислушувањето е вршено од Кипар. Британците го имаат. Тоа е центар со капацитет за да произведе 1 милион прислушувања и многу пошироко. Балканот го прислушкува. Од базата поморската база која има на Кипар. Да. Британците, значи, ја држат тоа е првиот дел од заштитниот чамар. Затоа дојдоа
тие закани за Кипар, кој некаде пред една година влезе во преговори со русите да имат русите своја, ајде да речеме мобилна база на Кипар? Може да е, меѓутоа они и преку Северен Кипар можат да го прават, пошто Турција е нели традиционален непријател на Грција, а заедно се во НАТО, ако еден дел профункционира со Русија, другиот ќе биде функционален. Тоа е дел од интересот на САД Средоземно море да го направи свое приватно езеро. Гледате каков интересен след на настаните има, почитани гледачи. Зоран Заев во Ландово некаде крајот на 2010 година дава она нестрекна изјава дека кога ќе дојдат на власт ќе јадат живи луѓе. Некаде средината на декември 2010 година прави на таа тема интервју со Зоран Заев. Нормално е после на таква изјава било кој политичар во било која нормална држава да ја заврши својата политичка кариера. Меѓутоа Зоран Заев 3 недели после таа изјава и тоа интервју оди на 3-неделна посета на Соединетите Американски држави или како што сами вели на тренинг во Америка. Дали тамо се направени тие сценарии и конструкции и дали тамо е измерена употребната вредност на Зоран Заев кој сега се манифестира во целата оваа ситуација со аферата Пуч. Добро вечер, господине Заев, како сте? Добро вечер. Добро, одлично би рекол. Дали сте гладен? Воопшто не. Рековте ќе ете живи луѓе? Не. Еден бурек со месо, четврт еден бурек со сирење, може би постите, може би денес не ете живи луѓе, па можеме да почнеме со разговорот. Апсолутно, Васко, не ме интересират живи луѓе, јадење на живи луѓе или слично. Да им кажете исто така, беше Заев, апстениот Заев. Живи луѓе има да јадеме последно. Добре, гледате ли таа изјава на YouTube? Ја гледав. Тоа што сте окажале. Нели беше непријатно, нели беше странно кога тоа го гледавте на YouTube? Апсолутно вака измонтирано и мене ми беше грубо лошо да го гледам тоа. Аферата Шпион беше толку вознемирувачка за американците. Зошто таа афера? Бидејќи, знаете, кога ние сега ги гледаме работите од некој стоп кадар, прво се фокусираме на Пуч. Меѓутоа Пуч е следствен развој на настаните. Е фаза. Мајката на целата таа вознемиреност е аферата. Не знам ни дали е мајка, не знам претходно што имало, а што не сме фатиле како служби. Да, не фатиле. Меѓутоа, значи ние кај нас почнува целото да се расплеткува приказна од аферата Шпион. Една многу важна изјава, сите ја забораваме, а мене ми висеше кога ја кажа. Гордан Јанкуловска, тогашна министерка за внатрешно. Она многу шкрта беше на зборови, нели? Се трудеше неутрално да речеме и неразбирливо за обичниот човек да говори. Она кажа една информација која ниеден медиум не ја слушна, а би требало, нели, професионалното уво да ја слушне, дека таа штрчеш. Рече дека 17 месеци пред да се случи Шпион, они следеле развој на настани, значи ги следеле актерите. Значи 17 месеци. 17 месеци е година колку? Некаде година и пол. Еден месец повеќе од година. Помалку од Значи година и пол. тоа. И уште еден факт, кога ги правеле тие... Значи 17 месеци пред да се случи аферата... Пред да се случи Шпион. Они значи ги следеле тие. Значи индици, делови од информации... Е некаде септември 2013 година. Така ќе дојде. Меѓутоа, погледни какви беа реакциите сега кога ја местиш слагалката. Прво беше откриен експлозив во големо количество во подрум на брат на некогашен обвинител, значи службеник на државата. Експлозив од оние, ја речев ја марка, кој крева во воздух со кој се прават сериозни терористички акции. Значи, ако е 17 месеци, се извинувам, пред септември 2014, тоа значи дека ги пратат не дека крајот на 2012 година. Значи, службите македонски си работеле со тој капацитет со кој го имале, истражувале што е во заднината. Значи, сакам да ја вратам, значи, тоа е крајот на 2012, зашто е клучно. Добро. Денес во Скопје ги слушате тие шпекулации.
по кулуарските Се политички. трудам да не слушам шпекулации. Да, дури и за да ми остане да кажам што мислам. дури и ја. напишано од луѓе поранешни високи функционери на СДСМ, блиски или помалку блиски на Зоран Заев, кој што вели дадена е понуда што во текот на 2011 2012 Разбирам. година тогашно СДСМ со Црвенковски начело да направи ваква операција неприфатено. Вака, одма ќе ви кажам. Пошто се работи за шпекулација, не знам дали е или не. Може полициски структури да ги пуштат многу намера. ми мириса на тоа дека Бранко Црвенковски ја инструирал оваа шпекулација. За да си врати дел од митолошкиот мит за него што сам го градеше, дека он е патриотот и кај него не проаѓале такви работи. Ич не верувам во тоа. Подобро не може да не проаѓат код Не. код 2001 година тој Па он учествувал, затоа ти викам, не може да не проаѓа кај него така Тој работа. што играл расипано и незамисливо расипано по собственото признание, дадено на мене, Кога е избран Зоран Заев? Бејќи он почетокот ма он беше под заштита, Зоран Заев беше под негова заштита. дали Бранко Црвенковски сакаше или мораше да го стави Зоран Заев на чело на СДСМ, ја мислам двете почетни гледачи, бидејќи од една страна ја процени неговата употребна вредност и како политички ќе заврши, од друга страна веројатно ја почитуваше волјата на американците 2013 година на чело на СДСМ да дојде Зоран Заев, бидејќи на тој тренинг камп некаде 2011 година, па и самите американци имаа проценато употребната вредност на Зоран Заев. 2011 Зоран Заев оди на неколку неделна обука, тренинг или како да го наречеме, во Америка. Личности со наводници го ставам личност. Лејки како Заев и Катица Јанева не ги праќаат ни на обука, ни на тренинг. Тие имаат нефункционален мозок. Одлично служат за еднократна употреба. Не се ни свесни каде се, кои се, зашто се ангажирани. Треба ли уште повеќе да кажува? Така е избрана Катица Јанева, така е избран овој. Одговорноста на тој што го избра е многу голема. Не го избра американците. Ја видоа понудата која е. Кој го произведе? Зоран Заев е чисто крвен производ на Бранко Црвенковски, да не се лажеме. Која прави спојката Заев Верушевски по вас? Клучна спојка во овој процес. Пак ќе ви кажам. Не може, ако не е на сцената, не може без него. Без Црвенковски. Не може. И Бидејќи оној што му е духовен татко. Од МПЦ. Он во СДСМ е влезен по препорака на тој владика. мислите на Наум, духовен татко на Зоран Заев. Па како? Линија која оди до Хари Костов, до Штерио Наков. Мокно, Па како? Влашко лоби со исклучителни немај. релации. Дали е Влашко или не? Релации во Грција. Хари Костов не е влав, Не знае. американец е. А- Сијаш. Па зар самиот не кажуваше гордо дека работи? Па нели го тастаришеше Петар Гошев, извешта и праќаше. Нели сега се разбуди со предлози да сврдла? Ако се увлекуваме у овие игри, ќе ги видиш играчите и ќе им ги видиш намерите. Овој факт нема да го заборавиш за 2001. Прислушувањето беше као кројка смислено во комбинација за да се врати Бранко Црвенковски, да се оштети угледот на Љупчо Георгиевски, односно на ВМРО ДПМН, кој Љупчо беше исто производ на и избор на америчкиот систем. Не знам дали се сеќаш, 98 почнаа да го пропагираат како New Wave политичар. Како победа Нов бран. врз комунизмот, така беше. Треба јасно, Джанам, нема шо тука. Луѓе кои Но биле, се извинувам само, луѓе кои биле присутни на тој прв молитбен доручек 99 година, кој прв пат е Љупчо Георгиевски однесен тамо ко премиер на македонската влада, вела дека всушност бил главна звезда на тој молитбен Толку им доручек. треба, ви реков, Поеден. на наши овдека инфериорци, искомплексирани провинцијални типови, толку им треба, толку знаење има. 4 месеци после тоа, бланко дава Љупчо Георгиевски подршка за Македонија се користи за копнена интервенција Извини, на не само Сарегославија. тоа, тогаш Македонија имаше
задача преку Васил Тупурковски и неговата клика да го признаат Тајван, за Македонија да ја изгуби релацијата со Кина, да не забораваме Умпредеп ни ги чуваше нас северните таму граници. И вториот проект кој преку Васил Тупурковски одеше Конфедерација со Грција. И името менување да не забораиш. Конфедерација Централна Балканска република. Тоа беа спојките. Љупчо за пари и за изнесување на тезата дека нема македонци, туку има македонци грци, македонци бугари, македонци срби. Тоа после враќање од Канада и Америка. Така. Посетата. Значи, кога ќе ги видиш, негов прв соработник беше удбашката Доста Димовска. Кај што сами одвели во интервју за бугарска телевизија и барав српските Го чуваше, го негуваше и го така. Дади и да ги достигна, така. него Значи, напрето. тој комплот си постоеше. Но не заборавајте. Ти да не забораваш, главната ствар, дилот со Америка го направи Бранко Црвенковски и јас, како посредник да се сретнат, пошто Бранко 99 година беше изолиран. Нели? 98-99 беше изолиран се од врати со Западот. НАТО интервенцијата и Он побара од Посетителската американците кампања. со овие зборови. Со овие зборови. Кажете ми што треба да направам за вас, за вие да ми овозможите директна комуникација со State Department. Јас и уште 4 службеници од Македонија во Американската амбасада бевме присутни на тој разговор. некаде кон средината на минатата година, долгогодишниот шеф на бугарската тајна служба, господинот Кирчо Киров, кој се наоѓа на таа функција од 2002 до 2012 година, излегува со одредени тврдења дека Доста Димовска и Љупчо Ѓорѓиевски биле соработници на бугарските служби. Ѓорѓиевски во интервју со Ѓорги Коридаров за емисијата Слободна зона ги демантира сите тие искази. Минатата недела ни отидовме во Софија на веќе договорени интервјуа и со господинот Кирчо Киров и со господинот Вели Заренчев, кој беше агент, соработник, кој ги прави тие контакти со Доста Димовски и со Љупчо Ѓорѓиевски. Иако беа договорени интервјуата, тие беа откажани во последен момент, бидејќи ние сакавме да прашаме што е точно од тоа што тие го кажа минатата година во своите интервјуа. Љупчо Ѓорѓиевски подоцна дава одредена многу шпекулативна и многу индикативна изјава за улогата на Доста Димовска и тоа што го правела Доста Димовска во периодот кога била негов најблизок политички соработник. Слушнете таа изјава, многу интересна. Значи, Доста Димовска беше доста долг период мој прв сотрудник. Да. И вие кој што знаете, јас ја ставив неа министр за вътрешни работи. Точно така. Сега, два пати многу јасно и децидно од Доста Димовска сум трсел да ги објави сите српски шпиони в Македонија. Да ги илустрираме српските шпиони в Македонија. Да, да. Значи, Доста Димовска, значи шпионите на УДБА, на државните сили на Југославија. Знаете ли дека Доста Димовска ги заштити сите српски шпиони в Македонија? Как? Е така, значи кажаме дека документите се уништени. А те бяха ли унищожени? Значи сега в момента има илустрација в Македонија и испаѓа дека не са били уништени. Дека многу од тие документи изгледала ме, а българската разузнавателна служба нека си направи добра анализа какви комуникации Доста Димовска и зашто ја имала со българските служби и кој кого е работил. Јас лично сметам дека Доста Димовска ги е работила българските служби, ама не за македонски интереси, за нечи други интереси. Во писмото кое го праќа од притворот во Прилеп, командант Малишева истакнува дека целата таа група која делувала во диво населје била постојано или на директна телефонска и оперативна линија со американската администрација или со оперативци на американската администрација во Скопје. Тука се поставува клучно прашањето дали на 9 мај минатата година Али Ахмети требаше да биде пензиониран и на негово место дој нов Али Ахмети и дали после тој 9 мај минатата година политичката тежина на Али Ахмети е поприлично намалена и дали всушност главната жртва на тоа што се случуваше во диво населје требаше да биде освен Никола Груевски, на кој требаше да му се случија Рачиново број 2 и Али Ахмети кој требаше да биде истуркан од политичката сцена, а на политичката сцена американците да донесат нов албански јасреб кој многу поефикасно ќе спроведува нивната политика во однос на еднината на Република Македонија. Лани требаше да се репризира. Кога гледате, значи следствениот тек на настаните, апсолутно 2015 година требаше да биде реприза на 2001 година. Вака ќе ти кажам. За главната тема што викаш тешко е да се дефинира. Проектот Македонија, што го работи ЦИА
со разни други служби. Проектот Македонија е само со две работи. Како на мирен и невидлив начин да исчезне државата Македонија, која им смета и на балканските соседи, и во геополитичките игри меѓу Русија и Америка, ама така да исчезне, да не падне некоја голема крв, а све да биде внатрешен проект, завршено преку нас. Природно. И затоа они си одредија фази и етапи. Играчите се тие. Они направија само една лоша проценка, за која исто така сведочи заедничката изјава на Црвенковски и Георгиевски. Двајцата си го измислија или си го најдоа својот кандидат кој да биде на чело на ВМРО ДПМН. Никола Груевски го избрале за да води економија, а не политика државна. По првата година, значи од 2006 до 2007, бидејќи овој уопште не игра по нивни, значи уште на почетокот не заигра по нивни ноти, они ја дадоа оваа изјава. Дека што има он да се меша у политика. Значи тоа они двајцата како марионети на Пентагон, ЦИА, кој сакаш таму, они двајцата зеле збор, дале збор, дека проектот ќе си тече, играчи имаат, неважен, и затоа они не обрнале внимание на него. Он ги изневери, ги шокира, ги изненади, пошто е таков како што е затворен, нели, закопчан, никој не знае што му е у глава. Затоа се овие кризирања на година, година и пол. Затоа што човеков го спречува етапното разградување, го спречи, фактички. И затоа го активираа пуч, бидејќи американците од почетоков на приказнава, американциве сега кубурат со време. Многу брзо се игра оној шах, знаеш, оној со стискање. Немаат време. Ајде уште еднаш да ја слушнеме проценката на поранешниот агент на француските тајни служби Југослав Петрочич Доминик во однос на Македонија и во однос на сите тие аспекти и ефекти од беговската криза што треба ова година се случи на територијата на Балканскиот полуостров. Скопје е еден од озбилних центара, где су многи тајни служби. Одамно, на задних 25 година, правили стратегiju како ќе да нападну, измеѓу осталог, да направи све ово што е према Балкану. Односно Централна Европа. Можеме ли да кажеме збор-два за Македонија, малка по-нежно да не ги сплашиме гледачите? Они морају да изазову борбене операција, значи борбене операција на територии Грчке, Македонија и Србија идуче године. Од месеца марта до краја лета ќе изазвати више тих операција кои ќе послужити управо да се овие луѓе инфилтрирају и инсталирају на тим територијама. Командант Мелишева, писмо испратено од притворот кај што се наоѓа, вели: "Оно што можам да го потврдам и мислам дека е најважно е дека за активностите на нашата група биле информирани службите на САД, бидејќи американците ни биле и ќе не бидат најдобри пријатели секогаш." Значи видите, писмо пратено зашто па сама ЦИА кажува дека оние формирале учета. Значи во тоа писмо вели: "Кога започна бомбите на Заев, државата почна да се движи кон дестабилизација и тогаш ги испративме наредбите за мобилизација." Никој се не го спомна ова писмо. Ама види, значи не можеш да очекуваш ти обична публика да го ова треба да го анализираат оние што ги именуваат како аналитичари, како експерти и не знам што. Тоа не се случува. Ако не сме ние неколку новинари, не можат ни ова да го разберат. Ние сме аматери, не сме професионалци у овакви разузнавачки. Се случува 9 мај. Значи почетокот на 2015 година, Џон Кери, значи министар за надворешни работи или државен секретар, вели: "Македонија е на линија на огнот, носите помеѓу Вашингтон и Москва." Значи тоа го вели почетокот на 2000. Тоа го кажа у Обединети нации Обама, председателот. Таа специјалното заседание. Значи тука гледате, ги спомнува Грузија, Молдавија, Приднестровје,
Србија, Косово, Црна Гора, Македонија. И сите кризираат у исто време. Сите кризираат. Не гледаш? На еден или на друг начин. Не, сите, вака, дали ќе го употребиш сценарио А, дали ќе му ставиш на моделчево, на кројкава, на бурда, джепови од надвор или од натре, дали крагња кинеска или не знам што, исто е моделчето. Во ист период кризира регионот од ништо. Ова го кажува Кери, одговарајќи на сенаторски прашања во Американскиот сенат. Не ги читаат кај нас. Ја сигурна сум. Дури ни овие што се борат, што се тепаат у МНР за амбасадори итни, не отвараат, не читаат, не следат такви дебати. Еди Рама, после Кумановските настани лани, после Дива населија. Албанија ќе стави вето на приемот на Македонија во НАТО. Ма нека стави, бе, Само јас ви ги цитирам следствено изјавите што се направи. Јас само едно ќе ти кажам. Може Вашингтонскиот центар да се рита колку сака. Може службите нивни да произведуваат немири каде сакаат. Реалноста е ова. Америка го изгуби хегемонскиот статус, марионетите што и се на располагање секаде на планетава, се уште не сваќаат, мислејќи дека кралот е вечен и дека они ќе преживеат. Никој од оваа послуга нема да преживее ни политички, ни морално. Знаете, кај се разликуваме сега? Во проценката. Гледате, 2012-2013 година ВМРО преферира Заев и Шекеринска да им се политички конкуренти. Она што гледаме, почнала акцијата со ПИМ мерки 1 евро за вицето и ја прекинале. Човекот не ги дал парите, бидејќи сметале дека го имат под контрола со разни други работи. Она афера со становите. Во првична постапка, основното јавно обвинителство вели нема таму основи. Како ја прават дополнителната анализа во наводници и истражување, се открива дека таму има елементи на класичен криминал и перење на пари. Значи, гледате, они оценуваат дека во еден период им се Радмила Шекеринска и Зоран Заев посакувани политички конкуренти, кога гледа дека се вмрежуваат во целата оваа работа, тогаш почнуваат и се враќаат назад. Одлично играше тактички Груевски. Со тоа што не таласаше. Мене не ми се допаѓа тоа. Таква игра ја не би играла затоа што сум ја друг човек со друг идентитет. Но он многу вешто со не замерај се политика, со недовршени мали спорови кавгички, се одржуваше на површината политички жив крај ваков моќен непријател кој правеше све да го снема. Со диво населје требаше да биде... Не е диво населје, ова не почна тоа. Не. Сега ќе те подсетам. Диво населје требаше да биде Рачиново 2. Не, Бродец беше првиот. Добро, првата акција. Пази, ама тоа ти што мислиш и ја што мислам дека брзо заврши и не се сеќаваме. Тоа е уште Мендух Тачи во главата. Знаеш ли која ја боли, колку ја боли Америка? Уште Мендух Тачи во главата. Не. По Бродец Мендух Тачи е. Не. 2008 се деси тоа. Да, Бродец е Мендух Тачи. Не, после самитот Не, 2008 беше Бродец. Измеѓу двата круга, како се вика, на изборите. Мендух Тачи владата. Тоа ви го кажу. Али Ахмети доаѓа тек после 2008 има мајски договор, па има избори, па дури после изборите Али Ахмети влегува во владата. Не се сеќавам. Да, Мендух Тачи. Важно, таа беше, пази, МВР е напукана со агенти и со работници, платени службеници на ЦИА. Па добро, еднот беше и технички министар во еден временски период. Албанци си имаме ние, нели, таму, у високи позиции. Американците не знаеа со оној центар у амбасадата, што го викаат сега најголем центар у свет. На Балканот. Не на Балканот, у свет. Да, Русија да праве некои мерења. Не знам што правеле, важно, тоа е за цела југоисточна Европа и дел од Блиски Исток. Значи, ти да ја направиш таа акција и таа траела подготвително 2 недели,
се укопавале македонски специјалци околу селото, обиколка да нема ни еден селанец ни да ги види, ни да ги чуе. Со хеликоптери донесени. Абе, не знаеме, значи, и тогаш е прв пат тоа израелското оружје употребено. Тоа што овие ги боли. Што бара набавено, демек можеш од Скопје таму од планинине, ова да можеш да гаѓаш у секоја куќа. Уште 2011-2012 Филип Рикер инсистира да биде отворена таа афера со израелското. Значи, јасно е дека овој господин, што сега е само лидер на партија, самостојни одлуки донесувал за безбедноста на државата, така, во некој тесен круг нормално на соработници, за кој не знаеле американците преку својата испостава у влада ДУИ и други шпиони распоредени ширум Македонија во македонските институции. Тоа знаеш кој удар, која шамарчина, такво нешто прашта империја. Му го собира, за диво населје кај што он сакаше да одржи круна на шпион аферата за да го обелодени присуството и начинот на кој действува империјата овдека, па он во својата изјава заедно бевме у студио кога каже. Така. Све ќе каже. И не каже. Па затоа што му го активира, не е сега више чадорот према Заев, него сите ние го забораваме фактот дека сме обкружени од сите страни со НАТО. Плюс претендентот Грција, која може у секоја минута да ја активира својата одбранбена стратегија и да ни влезе 37 километри у држава, плюс Бугарија која има аспирации од тука, значи од граница таму до Пустец, до Албанија, плюс косовари кои се извежбани, и Албанија која у секое време е слуга. Велиновска, гледате, кои се да речеме спиновите кои беа пуштени во јавноста после Диво Насер, не во јавноста, туку во балканските простори, ќе биде формиран православен сојуз. Аналитичар на ЦИА излага и вели ќе биде формиран православен сојуз на држави кои се засегнати од формирање на голема Албанија. Што тоа значи? Тамо кај што е голема Албанија, не знам, дел на Црна Гора, Македонија, Грција и така натаму, Србија, тие би формирале православен сојуз. Зашто им е тоа битно? Битно е да можат таа линија, прва борбена кон Русија да искористат за да можат политички да делуваат. Така, руси и американци на крај на сите нивни игри пак ќе се договараат на зелена маса. Стварта е ти кај ќе се позиционираш предходно кога ќе дојде таа зелена маса. Бугарија, кој цело време велевме дека наклонета кон ВМРО, во тек на оваа афера Пуч, целосно се става на страна на Зоран Заев. Прв пат во историја. А што ние стварно сме изгледа ти веруваш у тоа? Дека биле наклонети кон еден или друг? Кој видите, Бојко Борисов, значи го прима Зоран Заев. Пред 5 дена Бугарија прави прослава на она Сан Стефанска, Бугарија национален празник 3 март, не го канат Путин, го канат Тајип Ердоган. Значи видите, точно се исцртува сите овие. Како ќе го Све е исцртано не од сега. Цела логистика бугарска. Стварта ја пак сега ќе ти кажам. Прави си Бајрам со улога на Зоран Заев. Колку сакаш. Во сите овие игри, затоа што на брзинка го играат американци во ова. Уопште не мислат дека на крај пак ќе го изедат. Постојано во македонската јавност се говори дека ВМРО-ДПМН е партија која има блиски релации со Република Бугарија. Меѓутоа во два случаи или во две ситуации, а тоа беше и на изборите 2002 година кога Љупчо Ѓорѓиевски паѓа од власт, а и во текот на минатата година кога дожива потполна ескалација целата таа криза околу аферата со прислушкување, бугарската администрација, бугарските служби и бугарските медиуми ја ставаат целата логистика на располагање на Зоран Заев, дури Зоран Заев некаде средината на јули минатата година има официјална средба и официјална посета на Бугарија, кај што има средба со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Заповедај. Добар ден. Скъп гост. На изборите 2002 година, значи това е кога ние падаме од власт. Да. Значи всичките български лоби групи в Македонија, значи не казвам агенти,
Значи лоби групи, да разчистиме. Ако некој сака да е пријател, да има комуникација и тавана, работеха против моето правителство, да падне. И да дојде Бранко Црвенковски, да дојде да се смени правителство. Така ли беше наистина? Тоа ви го кажувам многу ексклузивно и нека, ако има българската служба анализа и новинари, нека се заинтересираат зашто Българија работеше 2002 година Георгиевски да падне од правителство. А зашто според вас? Кажете зашто. Јас имам едно објаснување, немам друго објаснение. Значи, тогава западните страни решиха да ме рушат од правителството. Зашто? Пред 2 години Бојко Борисов беше струшен од власта во Бугарија, бидејќи русите не може да му простат тоа што го направи во однос на тие нуклеарни централи, тие големи профити од нафтата или нафтениот бизнис на територијата на Република Бугарија, а израелците, како една од најмокните држави во светот, не може да му простат дека со помош на американците го направи тоа што го направи на аеродромот во Бургас. Меѓутоа 2 години подоцна тој се враќа на власт, меѓутоа во меѓувреме мора да се ослободи од сите своји најблиски соработници. Дали е тоа сценариото кој низ која треба да помине Никола Груевски после изборите на 5 јуни. Зашто ве враќам по трет пат на Бугарија? Бевме минатата недела во Софија, во Бугарија. Тамо нема ни Б од бегалец. Бугарија нема море, па преку Турција да влагат бегалци. Па не е дел од рутата што е договорена со американците. Не сваќате. Бугарија нема граница со Грција, па тамо доле кај Сандански. И Романија е таму, може да ја играе. Зашто на Дунав? Има 2 гранични премини. Зашто на Дунав, ко можат по Дунав да одат бегалците директно до Виена, што се вели, директно до Шварцвалд тамо. Они уште играат на тоа дека треба да го сачуваат. Значи ја поштедуваат Бугарија. Црноморскиот не поштедуваат, за друга игра. Ја поштедуваат Романија во моментот, бидејќи се гранична линија кон Русија, идат православната рута. Чекај, ако ја активираш секој фронт, Србија. Вака, ако го играш секој фронт по твое, ти ќе ја разнесеш снагата. Никери не ја спомна Бугарија и Романија. Бугарија не смее да спомне, има 300.000 турци и курди таму. Во Бугарија. Бугарија не е еднонационална држава, има македонци кои никој не ги бе. Во сменија Бојко Борисов, после оној терористички акт на аеродромот во Бургас, кај што загина 6 или 7 израелски туристи. Тоа вака израелците ги фатија 100:1 американците дека нивни агенти го направиле тоа како провокација за да го раздвижат како се вика Балканот. Они пробаа преку таму. И велат ви се љути сега за оној атентат што се случува на авиопристаништето во Бургас кога загинуват голема група на израелски туристи. Дека израелската држава се љути на Бојко Борисов дека не го спречил тој атентат на аеродромот во Бургас. Напротив. Не ви се љути? Напротив. Евреите владеат со светот. Биби Натањако и до ден днешен не минава месец да ми се обади да ме пита как сум со здраве. Добро, ако тие исклучителен пријател на Българија. Значи Бојко е примен како прв европски државник после вториот мандат, победата во вториот мандат на Барак Обама, 3 месеци после тоа го шуткаат од власт, токму поради тоа што се случи во Бургас, кај се фатини, кој што велите вака, за Бугарија можеме ние да си објаснуваме. За Романија е необјаснливо за нас, но е многу логично. Ако ја дестабилизираат вака Романија со бегалска рута, американците знаеш ли што добиваат? Дупло голо. Не може да ја работат Молдавија. Така е. Не може да ја работат Украина. Не, Унгарија има малцинството. Нормално. Така е. Ќе им се отвори наместо они да го притискаат, да речеме, Путин, Русија ќе ги кари на брзинка. Уште не почнало, гледаш, Унгарија веќе се штити од америчките игри со своја политика. Австрија се штити као неутрална држава од таа политика. Иначе они све би дестабилизирале се. 3 март, генерал Бридлав, командант на НАТО за Европа, вели. Тоа е црпнат. 1500 джихадисти се влезени со мигрантските ништо да не му веруваш на него. Значи изјава ти цитирам, значи да, ама вака и Весли Кларк и него избриши ги на НАТО за Европа. Тоа значи гувернер американски во Европа. Знаеш ли зошто е он таков? Агресивен. Као командант на НАТО, како дел од планот за дестабилизација на Европа, крстоносните војни што требаше да ги направат беа организирани преку тие 2
убиствени напади у Париз. Да не мислиш што за да предизвикаш мобилизација кај европското население, jer ако почне крстоносна војна, исламски джихад и крстоносците од Европа, не само во Париз. Треба пешадија се организира од обичен народ. Така. Треба да ти ја дигнат крвта, знаеш, притисокот, агресијата. како адреналинот, за да гинеш без да поставуваш прашање. Тој Бридлав, Филип Бридлав, не може, нервозен е, Пентагон му бара, ти шо преиш таму? 100 бази има во Европа отворено. Што не ги кренеш? Христијаниве таму. И само двете акции во Париз. И сега се поместува према Балкан. Масовното силување на германки во текот на новогодишни. Тебе како бе до сега имаше? Така е. Значи кај што треба. Сега баш највише им се си удара сексуалните апетити. Значи се удара во две клучни држави кај што треба да биде. Па ови треба, ако нема жетони да мобилизираат, данци и холандјани ќе водат колку што водеа Втора светска војна. Они не може да мобилизираат. Пред 2 недели Ѓорги Иванов, неколку средби со Туск. Знам, му се клањаат, еве ги пољациве нек се борат. Кај што вели, не прифаќаме да бидеме надворешна линија на Европска унија. Тоа значи прва брана на бегалска криза, која нели ни ја најавуваат 6 месеци. 6 месеци ни ја најавуваат. Они и ќе ја пуштат во очај, ич да немаш намера. Велиновска, некаде есента 2014 година, трилатерала, европска секција на влада Осенка, на највисоко ниво, значи на 20 најмокни банки во светот, првите луѓе се во Белград. Значи нема од Рокфелер до све. Во Белград покај на Ѓорги Иванов. Не, покај на Груевски. Зашто се расправа за бегалска криза? Абер нема. Абер не бехме да снимаме таму. Значи видите, ова се работи. 99-та не беше ли ти у Скопје? У Македонија не беше ли? Бев. Како бе преку ноќ со камерите на CNN, која ги пушта, за ние не знаеме како ги местеа и ги пушта масовно расплакани албанки со деца не и колку се водеше негативна кампања против предлогот на Глигоров за коридор да бидат од Косово донесени во Албанија 30.000 према она што го предложи Љупчо Георгиевски и Тодор Петров, ми се чини бетонски џит на оградите, очи ќе им извадеа на луѓето. Така, да сме за волја на вистината. Така беше. Зашто? Зашто кога имаш ти наивци у политика, у институции, у медиуми, у не знам експертиза, у универзитети, у ману, тие не знаат да гледаат, не знаат да анализираат, не знаат да логицираат. Ова, како што збориме дека 2001 сега го гледаме како реприза. И знаеш кој е исходот? Да се формира концентрациона влада. По секоја цена. Да се напикаат подписниците сега на Пржински договор, сите унутра. Зашто таа влада нема да биде функционална. Марионетска ќе биде и треба да ја заврши крајната операција. Да се обезличи Македонија и така натаму. А да нема кој да поведе народ да излезе, да се бори, еве, макар и у граѓанска војна. Минато неделната посета на Хојти на Република Македонија, според мене, требаше да значи обид на американската администрација да бидат смирени тие тензии на политичката сцена во рамки на Република Македонија. Беа пратени две пораки, како прво, дека избори ќе има на 5 јуни и како второ, ако има избори на 5 јуни, а ако на средба со Хојти беа поканети не представниците на ЗНМ, не соросоидите и не представниците на МАН, туку представниците на 5 најмокни телевизии во рамки на Република Македонија, тоа значи дека полека и Зоран Заев и целата таа една соросоидна булумента се пушта низ вода. Меѓутоа има уште еден детал кој е многу битен за оваа анализа. Тоа е дека посетата на Хојти на Република Македонија, Али Ахмети и неговата партија ја искористија да ги кренат тие кампови во општина Бутел, односно да покаже дека се уште има во нив доволно политичка сила и капацитет да прават политички немири во рамки на Република Македонија. Тоа не значи дека американската администрација ќе се откаже од тие своји стратегии во однос на бегалската криза да го дестабилизира помалку или повеќе целиот овој регион, меѓутоа значи дека во овој временски период тие сака да добијат тајм-аут, да ги средат или да ги регулират односите со Никола Груевски со ВМРО-ДПМН, да има одредени избори, кај што победникот од тие избори подоцна ќе прави таа идна стратегија со однос на американската администрација. Ако Еди Рама, се извинам, ако Еди Рама вели помеѓу Кумановскиото, она диво населје што се случува, и помеѓу Пржинскиот договор, ќе стави вето на прием на Македонија во НАТО, ако не се испочитува рамковниот договор,
Тоа значи дека Прижинскиот договор е втора фаза на рамковниот договор и дека треба да има и трета фаза. Што е финалето? Да не успее референдумот за името, пошто обврската, што сите ја знаеме, што ја пакуваат на владава, мора да го заврши спорот со Грција и да излезе на референдум. Односно, мора да го смениме името и тоа. Тоа е финалето? Да. Тоа не може да го направи ни една чиста влада која добила волја на избори, тоа може да го направи само концентрациона. И они шо прават? Ама сега не ме прекинувај. Ајде. Две работи прават. Да ја дестабилизираат Македонија до толку, да ја поделат до толку, ама на граница, не да прелее во граѓанска војна. Туку да е нефункционална. Туку да се апатизира населението, гласачи на СДСМ, гласачи на ВМРО се знае, квотите на поддржувачи ги знаат и тие ќе гласаат, резултатот да биде горе-доле со голема американска асистенција и обсе, значи со лажирање, со држање на притисок на ДИК, тоа при броење на гласови, зашто се веле мајстори, сегде у Европа им успева, нели? И референдумот у Велика И Британија. у Шкотска, и у Ирска, 3 пати, 2 пати, колку, значи, синеджи максимално. Милион пример. Сегде има... Рушењето на Милошевиќ. Так, сегде има, они имаат такви мрежни способности. Па еве, преку невладен сектор, пари уштрцаваат, лудаци за пари што се... И второто што е? Избирачки список? Не. Тука се, како да ти кажам, најслаби. Како домино им паѓа и рамковниот. Ние тоа го знаеме. Не го знаеме од сега, го знаеме од пописот 2002. Го знаеме од задните 3 изборни циклуси. Значи, ние што го пратиме ова политички многу, го знаеме од моментот кога се утврди. Од биометриските лични карти наваму. Па, се други резултатите на избори. Биометриските се константата. 3 акции го испразнија овој, како се вика, излетничкиот камп великоалбански овдека. Што ни е убацен уште од 99. Бродец, ја затоа ти реков, оваа приказна е многу убаво поврзана. После Бродец уследи чистење на тој крај. Односно, не ни стигна да чисти до крај, бидејќи избега тие со летечки пасоши... Тоа што гласат во 3 држави. Така. Контингентите на Жерновски, што ги спомињаше. После Смилковско езеро се очисти потегот Скопска Црна Гора. До горе. До Арачиново. Све избега. После диво населје можеш да замислиш што ќе следеше. Пошто во делот на Липковскиот крај. Све ќе очистеше. Они го знаат зашто е спречен, зашто е прекинат пописот. Тоа значи дека ќе останеше само домицилното албанско население. Оно што нема од што да се плаши. Пред да биде именно насилно доселено. Така. А тоа е контингентски. Она што го утврдија германските тие 17. статистичари. 16,7%. 17 да заокружиме. Сега ќе те потсетам на главната изјава која би требало да е основа на секоја анализа. На Хавиер Солана, еден од гарантите на гангстерскиот рамковен договор за процентот 20 и над 20%. До владата на Република Македонија пред да почне пописот кој на третиот ден го прекина. Фала му на Бога на оваа влада, на онаа што си отиде сега. Значи, правете што ќе правите, ти ја цитирам, но не смеете да извадите резултат под 20% албанци. Господинот Хавиер Солана си бара гаранција дека проектот кој треба да го однесе у суд за подривање на држава, он му наредуе на естаблишментот на Македонија да го лажира пописот. Трет пат поред. Па како? Ти
Знаеш ли што е за нив тоа? Па ние имаме 3 пописи нефункционални. 94-та, па 2002 према 2003 па кај се све две тоа влади. дел од една. Види, кога ти мислиш дека ќе лажираш. Одложени пописи во мандатот на влада. И сега они уште пострашно е. Сега со секој ден им се открива дека оние што ги нема, или оние што се иселени, или оние што се албанци бе, или што биле домородци тука 2-3 генерации, или што биле летечки. И што имаме сега? И сега немаме. Затоа им се празни кутиите. Експлозија на агресија во Бутел, во момент кој се поклопува со доаѓање на висок функционер на Ја тоа забележувам. Значи, сега ако преживееме, сега вака, ако преживееме како држава до 5 и ако се одржат изборите под граѓанска контрола, не е веќе, не можеш ти на институции, вакви институции, како што ги води Оливер Спасовски и не знам кој, да веруваш, нити па уште помалку на амбасадори. Значи, доколку се води сметка како ќе се брои и кој ќе брои и доколку масовно излеземе на овие избори, свесни дека е ова джа или бу ситуација, идната влада на победникот ќе мора да се обврзе дека терористи од типот на Артан Груб или од овој Талал Џафери и тие сите што се облечени кобајаги во дело, у двојни улоги, нема да смеат да бидат никаков дел кој да победи. Од државата. Кој да победи? Нема, прво одма вака да сме на чисто, еве јас сум сигурна. Што сака нека се дешава? СДСМ нема да победи. Дотолку полошо по планерот ако сака да инсталира таква марионетска комбинација како што си ја заговара Бранко Геровски подолго време. Односно ја соопштува тоа што им е на нив сон. 2002 нема да се повтори. Тука е проблемот. Никако нема да се повтори. Попрво ќе избие граѓанска војна. Јас, значи, не ја посакувам уопште, но до таму е дојдено. Бидноска, гледате. Внатрешно ќе се подолго време. А тоа на Америка уопште па не ја одговара. Подолго време се За крај една блиц анализа што ќе се случува како безбедносна и политичка разврска на македонската политичка сцена. Нашиот став е тој што правил криминал да се одговара за криминал. Меѓутоа криминалот да се кони и на едната и на другата страна. Ако правиле криминал во ВМРО-ДПМН, да бидат политички и судски санкционирани. Ако правиле криминали во СДСМ, истото се случи таму. Односно судството, обвинителството да делува непартиски и непристрасно. Како ќе заврши Катица Јанева? Ова е избрано како да ви кажам, за да го разводни Пуч, да го направи несериозна операција прислушувањето. Никој да не се занимава со тоа и да не прашува кој го намести ова, кој е прислушувачот, што биле целите. Значи, буквално да се багателизира како трач у кафана на пијани спонзорушки. Ке го дознаеме или кој беше чадорот, кој го спомнуваше Никола Груевски? Ке го дознаеме. Ако не ќе Македонија сама да го соопшти, ако нема сили или нема храброст, ќе го соопшти некоја странска служба блиска до ЦИА. По 20 години сигурно самата ЦИА ќе го извади на светло на денот, кој што све се дознава. Зоран Заев, дали е свесен како завршува целиот овој проект негов со бомби да може да дојде на власт? Он е црпнат. Тоа кажува све. Он ставил све на една карта. После ќе гледаме плачење. Освен ако и он како Верушевски на време не го уцени чадорот, дека ако не го извлече од државава, дека ќе пропее. Знам за еден таков обид, нели? Заврши со атентат, односно пад на авионот. Не оставаат они живи сведоци кои може да ги компромитираат. Употребната вредност на албанците, дали се свесни дека веќе нивната употребна вредност
ја губи својата тежина. Свесни се. Тие што се на најврвот. Као секој мафијаш, гангстер, свесни се. Ке мора ли Груевски под притисок да жртвува судски некој од своите најблиски соработници? Зашто он да жртвува? Он не е играч. Он е ловина сега. Он со Пршинскиот договор доброволно се откажа од имунитет, од врски, од значење. Он е ловина. Катица Јанева ќе биде комесар Фалконе. Ама не може она да каже, она нема интегритет за да го каже. Или ќе биде Карла Дел Понте, кој ќе мора да одработи. Фалконе? Да, он е во Италија, кој расчисти со мафијата. И го убија. Или ќе биде Карла Дел Понте. Молим ти се, немој да ме засмејаваш. Катица може да биде само смоквица. Каква? Кој Фалконе? Ти знаеш ли која фигура е Фалконе? Не ме збудувај. Не прави вакви аналогии, те молам. Подобро. За смееме, женава не знае перо јаде граф да каже не. Не ја гледаш, не зафркава. На свадба ќе идела човече, месец дена припреми и требале... После ќе славела Велик ден, Бог да чува и да брани, не може ти мајка, молим ти се. Кога ќе дојде периодот на зимници, кои што траат некаде месец и пол-два, нема да функционира специјалното обвинителство, бидејќи Катица ќе прави зимници? Чекај, треба да видиме 5 јуни дали ќе го дочекаме. Не гледаш дека брзо играат американци, утре може да им падне на памет, да им дадат команда на овие да уште едно Смилко со езеро да направат. Кој ќе ги застане? Оливер Спасовски ќе ги застане. Па тие први ќе ја здимат од овде. Ќе фатат халкидики ако ги пуштат овој пут грците. Тука некаде е крајот на нашата вечерасна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Е вечерва можете да проследите интервјуто со Мирка Велиновска на тема какви ќе бидат политичките и безбедносните разврски во рамки на Република Македонија. Не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.